Сликата во Скопскиот клинички центар остана иста и покрај бројните реформи во здравството, кои ги најави или ги спроведе поранешниот министер Никола Тодоров. Хаос пред клиниките, гужва и турканици на шалтерите. Граѓаните со кои разговаравме се со поделени мислења. Чекањето за преглед или операција, поради воведувањето на мој термин, е еден од клучните проблеми кои тие го лоцираат. Измислија влада наша некои, како ти кажам, со тие препораки, например, за чекање, тие по месец дана, тоа е многу, значи, за чекање. Ако еден човек треба да виже операција да направи хитно, а тој треба да чека 2 или 3 месеца, тука не е добро. Во здравството треба да се смени услугата, например. Да не чекат многу по холови, по водници, луѓе треба хитни случаи да ги примат, да не термини, например, по 20 дена, 30 дена, а тој треба хитно да се лекува, а треба да чека. Додека чека, тој ќе го снема. Некои пак се задоволни од услугата која ја добиле и од квалитетот на докторите, но тоа не важи за медицинските сестри и шалтерските работници. Да, бе, задоволни сме. Недел дена сме овде, брат ми, операција, али... 7 докторот. Докторот е халал нека му биде. 3-4 доктор, халал нека му биде. Специјалисти су били. Нема, у Немачка тој бил на посета, не се могли да прегледат што имат. Бил у преглед, ништо немаш. И овде аеродромот дојде, слагал доле, први помош го донел овде, не. И овде одма го снимили и одма операција. Иначе умирачка имаше 15 минути да умре. По активност на сестри на шалтер, повеќе се чека. Доктори се супер. Многу болници во градовите од натрешноста не се опремени ниту со апарати, ниту со кадар, за да можат нормално да функционираат. Затоа граѓаните мораат да дојдат во Скопје, дури и кога станува збор за обична диагноза. Што знаки го тараш? Овде да, а Кичево не. Цела Македонија све само за Скопје иде. Грција во право се што вика Република Скопје, а не Македонија. Што да се гради во Скопје, се купува за Скопје, болници, автобус, све за Скопје. Како од овие нашите болници во Кумано, овие се подобри. Значи, те дават услуги, добри услуги. Уште да нема корупција и хемито. Јас мислам тоа. Огромен проблем во македонското здравство е смртноста кај новороденчињата. Бројките се фрапантни и поразувачки. Минатата година, според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, починале 273 доенчиња, најмногу во последните 6 години. Европскиот просек на перинатална смртност, односно мртво родени или починати во првите 6 дена по породување, изнесува 5,2 промили, а во некои од високо развиените земји 2 промили. Во Македонија тој просек достигнува и до 12 промили во зависност од годината. Досегашниот систем, бидејќи, како што напоменав, не беше среден, очекуваме да биде доведен во нормални европски рамки и да се намали таа смртност. Досега имаме голем проблем со стручноста од страна на персоналот. Имавме партизиран кадар. Имавме недоволен број на лекари кои што го работат она што се вика постнатално или да кажеме после раѓање обработка на тоа бебенце. Се условите во една болница, условите во една гинеколошка установа и нормално немање кадар, гинеколошки кадар, кој би ја следел бременоста или правење на сите оние потребни анализи пред да бебето дојде на свет и така натаму. Значи имаме голем проблем со конаталните инфекции, голем проблем со инфекции, бидејќи во одредени средини дури не ни постојат гинеколози. Треба да се бара професионален кадар. Треба да се бара пополнување на местата на гинеколозите и да имаат свое битно место секаде низ Македонија. Значи имаме градови каде дури не постои гинеколошко одделение, каде што нема ни гинеколози. Таму нормално дека тие жени се на некој начин во лоша позиција, во лоша ситуација, бидејќи нема кој да им пружи првична помош за време на бременоста, во текот на бременост. Македонија има највисока стапка на смртност на неродени бебиња и смртност во неонаталниот период. Во земјите на ЕУ, на секои родени 1000 бебиња, има 6 новородени кои фатално завршуваат. Во Македонија, таа бројка е 14. Македонија тоне во депресија. Седативите и антидепресантите се најчесто пишуваните лекови на рецептите. Фондот за здравство со години предупредува дека енормно се зголемува потрошувачката на лекови,
А она што загрижува е што трите најпродавани лекови минатата година, според бројот на реализирани рецепти се Еналаприл, лек за зголемен притисок, кој барем еднаш во годината го користеле 9,5% од осигурениците на фондот, или над 176.000 луѓе. Метформин, лек за диабет, кој го подигнале над 91.000 осигуреници. И диазепамот, кој на рецепт го побарале и го добиле најголем број од граѓаните во Македонија. Дури 216.000 луѓе. Ние имаме во Македонија она што има и Европа, што има и светот, можеби ги немаме најновите лекови, но тие верувате се разликуваат минимално и немаме никакво алиби да не ги третираме нашите пациенти. Значи тие лекови, антидепресивните лекови се многу помалку штетни од она што се препишува Македонија, тоа се бензодиазепините, односно седативите. За само 5 години, бројката на лица кои се лечат од хронична депресија се зголемила за речиси половина. Од 2010 бројот на лекувани болни изнесува 585, од кои 196 мажи и 389 жени. А во 2015 година тој број изнесува 803, од кои 257 мажи и 546 жени. Меѓутоа, овие бројки не смеат да се земат како репрезентативни, бидејќи многу луѓе кои страдаат од оваа болест не се одлучуваат да побараат лекарска помош.